Почитувани гледачи на Mnet телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Во ова ново издание од спортскиот магазин Трибина разговарам со Дејан Митров, репрезентативец борач кој што има една успешна кариера со 16-та атака и на 17-та титула државен првак на Македонија. Ќе начнеме на тема околу пиливанството како спорт. Најпрво благодарност до вас за одвоеното време и прифатената поканете да поразговараме повеќе и за кариерата ваша, меѓутоа и за она како што спомнав околу пиливанството како спорт. Најпрво им благодарам за поканата и ќе ми биде чест и задоволство да споделиме моето минато, мојата сегашност и мојата иднина во спортот. Ќе ве навратам на почетокот, како дете, желбата за овој спорт, зошто конкретно овој спорт сте го одбрале, не може би некој друг спорт, или ако сте имале можност да спортувате некој друг спорт како дете? Па да ви кажам искрено, се започна сосема случајно и спонтано. Во основно оделение и се организираше општински надпревар во техничка организација на боречкиот клуб Балканец. И тука со моите школски другари, како сето тоа да беше на шала, си рековме да земеме учество, да си ги испробаме нашите сили во борење. На ова општинско првенство јас успеав да го освојам првото место и тренерите Трајче Димков и Трајче Китанов го здогледаа мојот талент и веднаш ми понудија да останам во боречкиот клуб Балканец, да тренирам и да започнам кариера како спортист. Так. Секако јас тоа го прифатив, моите родители, мојата фамилија исто така беа за да го одбереме овој спорт заеднички. Свативме дека тоа е спортот со кој треба да се занимавам и така започна приказната со борењето. Какви беа почетоците? Може дали се сеќавате на првиот тренинг, на првиот надпревар? Кога практично е тоа? Претпоставам која година се случуваат сите овие настани? Почетокот беше 96-та година во противпожарниот дом Штип. Тука се одвиваат и ден-денес тренинзите на боречкиот клуб Балканец. Ги паметам добро почетоците. Мал, скромен дечко, срамежлив, потиснато од останатите кои има поголемо искуство и поголем рейтинг во салата, но со тек на времето се сближивме, ние станавме и ден-денес сме една фамилија, која пред се другаруваме, си помагаме и надвор од борењето, и во борењето, и мислам дека рецептот за успех во борењето не е само една индивидуа, бидејќи знаеме дека борењето е индивидуален спорт, но меѓутоа за успех на една индивидуа стои цел тим. Почнувајќи од хигиеничарот во салата, кој се грижи за нашата хигиена, па се до раководството, до моите спаринг партнери, до круг на пријатели, фамилија и сите тие заедно креираме еден заеднички успех. И сега кога ги правите тие почетоци и од денешна перспектива, какво беше тогаш борењето, какво е сега? Имаш ли многу деца кои што ете го сакаа борењето, доаѓа во сала, се интересира? Зборувам и за во машки и во женска конкуренција. Во моите почетоци имаше доста добар одзив и интерес за ке машката популација, додека женскиот спорт апсолутно беше непознат во тоа време. Затоа во ново време сведоци сме дека женската популација ги трга предрасудите дека е борењето машки спорт и активно, сосем активно и задоволително ја представуваат нашата татковина како на домашен, така и на меѓународен план. И ја користам оваа прилика да ги охрабрам сите девојчиња кои што сакаат да се занимаваат со спорт, да повелат, бидејќи борењето не е груп спорт како навидум првично како што изгледа. Борењето представува надпревар на интелигенција, надпревар меѓу умовите, да го излажи својот противник, да искористиш неговата сила и да го совладаш. Така. И мислам дека веќе е тренд женското борење во Македонија. Зема се поголем и поголем замав. Имаме ли интереси во Штипете за Да, морам да ги пофалам и девојчињата, имаме интереси во Штип. Малку се, но сепак се успешни и морам да ги нагласам дека дисциплината е на многу високо ниво, дури можеби подобро од машките. Сега пак ќе ве навратам на вашите почетоци. Првиот, дали се сеќавате можеби на првиот надпревар, на учество на прв турнир како дете? Какви беа тие моменти кога прв пат ќе излезете на борба, можеби чувство на трема, на нешто непознато досега за прв пат, не го знаете противникот?
Така, секој дека се сеќавам на мојот прв официјален напревар, тоа беше школско првенство на Република Македонија. Тоа значи дека учество зема сите основни училишта од Република Македонија. Јас овде настапив во категорија до 32 килограми и успеав да го освојам второто место. Забележав 3 победи и 1 пораз. И да нагласам дека тој медал и таа диплома ми се посебно драги и секогаш ќе ги паметам. Кога го правите тој прв надпревар и континуирано или како се развива вашата кариера, да стигнете до овие 16 титули, првата во 2005, ако не се лажам, имате освоено, последната пред 2 години, сега атакувате на 17. Верувавте ли дека еден ден ќе стигнете сето тоа и да ги надминете големите легенди како Чеден Николовски, покојниот Бране Ефремов, Шабан Трстена и да ги стигнете, бидејќи вие кога започнувате тие во тој период веќе ја завршуваат кариерата? Искрен да бидам, не ни сонував дека можам сум можел да постигнам вакви резултати, но со голема дисциплина, работа и верба во себе се постигнува. Јас можам да се пофалам дека имам богата кариера, бидејќи сум жртвувал и неубавиот, да го нагласам и тоа, неубавиот период од детството, јас сум го жртвувал. Не сум излегувал навечер, сум имал режим на исхрана, сум имал режим на тренижен процес, дисциплина, одноставно се жртвуваш. На одмор не сум бил добри 10 година, бидејќи моето европско или светско првенство во тогашната возраст беа на крајот на август. А знаеме дека тоа е период за годишни одмори, сите заминуваат да се релаксираат, да одмарат. Напротив, јас сум тренирал најинтензивно од целиот тренировачен процес. Акцентот бил најтежок токму на периодот пред европското или светското првенство кое не очекува. И затоа сакам да кажам, доколку сакаме да постигнуваме високи резултати, сакаме да зборуваме за професионален спорт, мора да се жртвуваме. Бидејќи мора да имаме дисциплина, мора да има работа, ако сакаме да постигнеме успех. Не само во спортот, тоа е и во секојдневието. Мораме да жртвуваме нешто за да постигнеме успех. И сега ако следиме тој пат на успех од првиот надпревар, кога доаѓа прв пат да настапете на едно големо надпреварување како европско надпреварување? Мојот прв настап беше на европското првенство за кадети во Вилнус, Литванија. Тука настапив во категорија до 38 килограми и забележав една победа и еден пораз. Правилата беа такви што беше систем на елиминација. Кога победувате, продолжувате напред, поразените испаѓаат. За жал се сретнав многу рано со тогашниот европски шампион. И бев поразен, со самото тоа го завршив и настапот. Доколку се разминевме со фаворитите од Русија, од Турција, верувам дека можеше да стигне до битка за медалите. Како оди понатаму кога зборуваме на тема европски првенства? С второто, претпоставам дека ова прво европско првенство е на полука плюс, мотив плюс, за на секое наредно европско првенство да бидете што е можно подобри. Ова европско првенство беше за мене големо искуство. Надпреварот највисок ранг како што се одржува во таа возрастна категорија. Јас стегнав искуство плюс и одредени меѓународни турнири. Веднаш во наредното европско првенство имавме позначителен резултат. И мојот прв до тогаш најголем резултат го постигнав на европското првенство за кадети во 2004 година кој се одржа во Истанбул. Сакам да нагласам дека овде имав 4 борби, од кои 3 победи и 1 пораз. И ден денес жалам за изгубеното полуфинале со представникот на Русија, бидејќи до последните 9 секунди имав водство од 2 разлика, 9:7, но што практично се случи во тие 9 секунди. Би рекол дека неискуството и поемот дека се бориш со репрезентативец на Русија е многу голем товар. Знаеме дека Русија е неприкосновена во боречките спортови. Едноставно се број еден во светот каде што
приближно и немат конкуренција. Така. Во тој период, јас како почетник да речам, неискусен доволно, настапив некако како со резерва. И тоа мислам дека беше пресудно да изгубам во последните 3 секунди да се пласирам во финалето. Сакам да нагласам дека рускиот репрезентативец на тоа европско првенство стана убедливо европски шампион, во финалето ја доби борбата со 10:0. Така. Значи сме биле многу близко. Да направите голем успех. Да. И сега кога ќе оводиме целиот тој пат на тие европски првенства пред да начнеме темата и на светските првенства, кој е можеби највашиот најдраг и најголем успех во европските надпревари? Од аспект, можеби некој надпревар или некој успех е многу полесен, некој можеби многу потежок. Секој успех и секој медал си има посебна заслуга и посебно е драг на секој спортист. И јас исто така можам да го издвојам овде и бронзениот медал на Европското првенство за јуниори, кој се одржа во Белград. Овде настапив во категорија до 60 килограми. Конкуренцијата беше навистина тешка. Така. Бидејќи таа е средна категорија и е најмасовна. Пример, доколку во останати категории, да речеме, има околу 20 надпреварувачи, во средните категории 30 до 40 минимум борачи на категорија. Самото тоа ви дава до знаење дека морате да победите минимум 3 борби за да стигнете до медал на европско првенство. Така. И сега кога одите на тие европски надпреварувања, па и на светски надпреварувања, што на рутина која што вие правите, па еве и на некое друго надпреварување, имате 16 титули државен првак, што на што практично го правите како некоја рутина за да бидете и психолошки спремни за такви надпревари? Ете, спомнавте психолошки товар дека настапувате или се надпреварувате против надпреварувач од Русија. Так, мојата рутина е да запалам свеќе во црква, да се помолам на Господ за здравје пред се, а потоа и за успех. Тоа, мислам, вербата во Бога, мислам дека е најголемиот мој водеч во кариерата и тоа го практикувам многу често и ден денес, бидејќи ако не веруваме во Бога, ако не веруваме во себе, не можеме да посакуваме високи резултати. Така, светски првенства, како е патот да се стигне до едно такво големо надпреварување? Што клучно се крие за еден ваков успех? Патот е многу тежок, навистина тежок, бидејќи на светско првенство има место само за најдобрите. Треба селекција, многу филтри да поминете, државни првенства, европски, балкански, меѓународни турнири, за да обезбедите статус како репрезентативец кој ќе представува својата држава на светско првенство. Можам да издвојам неколку од светските првенства на кои сум учествувал. Светското првенство во Пекин, Кина, каде што го освоив 8-то место. Имав 2 победи и 1 пораз од представникот Азербејџан. Да напоменеме дека тој е олимписки медалист. Меѓутоа, во една изворедна борба покажав и на меѓународната борачка сцена дека не случајно се тие неколку медали од европски првенства и победи 2-3 на едно светско првенство не се случајни. Тогаш знам дека оставив голем трак и на моите пријатели едноставно ме приметија од другите држави, разменивме контакти, дури тогаш имав понуда да се преварувам во Република Бугарија, имав понуда за школување, за државјанство, за стипендија, но сепак одлучив да остана во Република Македонија и да ги бранам до ден денес боите на мојата ковина. Кога кажавте репрезентативец на Македонија, дали може би се сеќавате на почетоците како репрезентативец, повикот да се надпреварувате во дресот и боите на Република Македонија? Какво беа тие импресии, можеби радост, можеби неверување дека ќе ја представувате Македонија? Се сеќавам многу јасно, се сеќавам на првиот повик да спарингувам на сениорската репрезентација. Јас уште како кадет, сениорската репрезентација беа на подготовки.
и јас отидов како спаринг, да им помогам на сениорите. Така. На контролните борби кои се одржаа на овај камп, успеав да покажам одлични борби и веќе почна селекторот на сениорската репрезентација да ме повикува и на подготовки, и надпревари веќе за сениорската. Иако да нагласам бев само кадет, со 17 години и 16. Тоа ми беше навистина голема самодоверба, бидејќи да се тренира со сениорите, а ти уште млад, дупло помлад од нив, е навистина голема чест покрај тебе да имаш толку возрастни и успешни надпреварувачи. Така, и сега, дали може би го паметите првиот надпревар како репрезентативец на Македонија? И какви беа те, може би, советите ако ги имате добивано некои поискусни од тренерите, од селекторите, што нешто практично се случуваше во тие моменти кога за прв пат го облековте репрезентативниот дрес? Кога прв пат го облеков националниот дрес, имаше одредена тежина за мене, бидејќи не станува збор за афирмација и представување на лично моето име и презиме, туку се представува државата од која потекнуваме. Знам дека беше товар, меѓутоа товарот ме направи да бидам уште поуспешен. Така. Неизбежни беа советите од моите клубски другари, моите спаринг партнери, раководството, тренерите и сето тоа даде еден стимул, еден ветер во грб и се сеќавам дека освоив златен медал на меѓународен турнир во Ларнака во Кипар. Така. И сега ќе ве навратам пак на почетокот од вашата кариера, тие 16 борба за 17-та титула државен првак на Македонија. Што практично една порака од вас до тие млади кои што започнуваат со борењето, кои што можеби сте идол на многумина низ Македонија, што клучно вие го правите, дисциплина, можеби напорна работа, кажете жртва, да не се замене на годишен одмор, кој е пат и клучен успех за сето ова да го поминете? Според мене клучниот успех е да веруваме во самите себе. Мора да веруваме и да се бидеме сами на себе најголеми мотиватори. И кога ни е најтешко, да дадеме се од себе. Бидејќи јас имам една теза и им кажувам секогаш на помладите. Подобро да е тешко на тренинг, а кога ќе излезете на меѓународен или на домашен надпревар официјален, да биде полесно. Так. Што значи тоа? Припремите подготвителниот период да се дадат максимум. И многу битна работа е со план и со програма да се работи. Не е само да се работи без план и без програм, бидејќи тоа може да биде и контраефект од целиот тој тренежен процес. Затоа треба да се следат стручните тренери, лицата кои на нив тој им е работа, да имат изготвен план, минимум годишен план, во кој опфаќа една надпреварувачка сезона, почнувајќи од базични подготовки, технички, тактички оддел, надпреварување со официјални противници кои се наши, видеоанализа, ќе нагласам дека видеоанализата сега е лесно достапна, да ги согледуваме нашите аномалии, да ги коригираме и со цел да се представиме во најдобро светло наредниот надпревар. Спомнавте околу тие подготовки, особено за некој надпревар како европско или светско првенство, како изгледа ваш ден во едни такви интензивни подготовки? Кога може би започнува денот, кога го завршувате, дали се внимава на исхрана, каков вид на исхрана користите за време на тие подготовки? Благодарам ово прашање. Многу мои другари со кои седеме и комуницираме, често ме прашуваат како ти изгледа еден ден. За време на подготовки, наутро стануваме во 6 часот. Во 6:30 првиот мини тренинг, ние го викаме футинг. Го нарекуваме футинг, тоа состои од 40 минути кардио. Така. Тоа е поточно да го разбудиме нашето тело. По завршување на мини тренингот ние доручкуваме соодветна одбрана храна. Во 11 часот ни е првиот тренинг, каде што
зависно од периодот од годината. Доколку сме на базични подготовки, овде станува збор за интензивни тренинзи за мускулна маса и кондициони тренинзи. Тоа подразбира крос, трчање, теретана, вежби со сопствена тежина со противник и по завршување на тренингот имаме ручек. По ручекот најчесто одмараме, бидејќи веќе се изморени. Така. И по тоа имаме слободни 2 часа. Во 18 часот ни е вториот тренинг. Најчесто се базира на тактички, технички оддел, борби, зависно од периодот, дали сме пред надпревар, видеоанализа, ситуациони борби, подготовка за наредниот тренинг и тоа се од времетрање во 2 часа. Значи, 2 тренинга по 2 часа и 1 тренинг од 40 минути. Така. По завршување на вториот тренинг, вечера, потоа одмарање и добар сон. Така. Можеби спомнавме околу овие млади кои што сега, ако направиме на компарација, интерес имаме, тоа може да го констатираме. Има ли некој кој што од младите доаѓа со вас да се консултира, да побара можеби некој совет, да праша или како да се насочи, да стигне да барем половечен успех, ако еден ден да се надеваме дека можеби некој ќе успее да ги надмине сите овие ваши успеси, зашто искрено не верувам дека тоа би можело да се случи барем во некое догледно време. Да, доста често знаат и од клубот по младите и од репрезентација да ме седнат, да поразговарат, да ме прашу и најчесто прашање кој ми го поставувате како успеваш се уште да си активен и да се одржуваш. Знам да ги мотивирам, свесен сум дека можам да влијам позитивно пред се на нивната самодоверба, Така. со совети кои што лично сум ги практикувал и знам дека се позитивни, даваат добар ефект од сето тоа и најголема желба е на тренинг да работам со нив, да им покажам, да споделам дел од моето знаење со нив и дори некои од нив знаат да се нашалат, ќе резервирам вечерва сум с тебе на тренинг. Ако на сите овие успеси кои што ги имате направена, која можеби неостварена желба која што сакате или сте имате, ако имате се уште можност да ја остварите? Мојата најголема неостварена желба е учество на Олимпијада. За жал бев многу близко. На 2 циклуса бев третопласиран на олимписките квалификации. А само 2 обезбедија директно учество на Олимпијадата во Рио де Жанеиро. Јас бев овде третопласиран и бев како прва резерва, доколку некој од финалистите Така. паднеше на допинг пробите, Така. беше позитивен на недозволени субстанции, тогаш јас бев прва резерва. И се уште жалам за тоа, се сеќавам дека имам многу непреспиени ноќи од самата возбуда и тага, како да речам, Така. копнежот многу труд вложен, а знам дека бев на прагот до Олимписките игри, но таков е спортот и тоа е големина да знаеме да прифатиме и пораз и победа, бидејќи знаеме дека во спортот постои и победа и пораз. Така, тоа е И составен дел. Так, мора да знаеме, јас ги учам и младите, дека и кога изгубиме треба да честитаме на противникот, а не да бараме изговор дека сме оштетени од судиите, секојаш изговор да го бараме на адреса на самите себе. Бидејќи јас го сваќам тоа дека не сум тренирал добро кога ќе изгубам и напротив ми дава голема мотивација Така. наредниот надпревар да се коригирам и да тренирам уште по напорно. Како е кога ќе се настапи на некое големо надпреварување од аспект на публиката? Дали може би тоа има некое влијание ако да речеме противникот има побројна публика па да се најавува дали или едноставно се исклучува од сето тоа и сте фокусирани на самата борба? Да, професионално е да се фокусираш на самата борба, но публиката е неизбежна поддршка каде и да сте и во секоја држава знаеме колкава енергија дава публиката на сите спортисти. Во склоп на прашањето сакам да ја поканам штипската јавност, бидејќи на ден 8.2 ќе имаме државно првенство Штип, ќе се одржи Так, предстојниот викенд сега. Предстојниот викенд сега во сабота во Штип, во салата на
средното општинско училиште Емуц. Ве поканувам сите кои што е во можност да дојдете, да дадете поддршка на нашите спортисти, а тие да возвратат со големи резултати да израдуваме штипската публика. Очекуваме ли тука да имаме некоја конкуренција и масовност на... Да, мора да очекуваме и знам дека ќе имаме конкуренција, бидејќи во март месец не очекува Европско првенство во Братислава, Словачка. А престојното државно првенство ќе ни биде филтер каде што ќе се формира репрезентацијата на Македонија која ќе го представи македонскиот тим на Европското првенство. А знаеме, сега спомнавме колку е желбата да се биде дел од националниот тим и младите генерации се многу амбициозни, ќе има искусни натурализирани македонци кои се од Русија кои настапуваат и тие ќе бидат присутни тука, така да верувам дека штипската јавност ќе ужива во квалитетни борби. И неизвестни пред се. Верувам дека ќе биде така. И сега спомнавме на почетокот од самата емисија и за пиливанството како спорт. Вие имате и оформено клуб, неколку пати сме правеле прилози, имате учествувано на разноразни борби. Што на што ете за оние кои што можеби не се толку доволно упатни или формирани во овој спорт? Каков вид на спорт е пиливанство? Вие тоа спомнав, ми се чини дека е близок до борење слободен стил. Така. Пиливанското е традиционален спорт кој потекнува од Турција. Уште пред многу години нашите предци се бореле, пред се на ливади и овде си ги одмерувале силите. И јас уште од мал земам активно учество и во пиливанското борење, кое од година на година зема се поголем замав. И гледам дека има интерес. Многу луѓе ме прашуваат бидејќи не знаат од близко какви се правилата и какво се тоа. И сакам ексклузивно сега да најавам дека во преговори сме и планираме во мај месец оваа година во Штип да организираме меѓународно пиливанско борење, за тоа дополнително ќе ви информираме и сакам да направиме да погледнат љубителите на борењето одблизу за каков вид на спорт станува збор. Така. Мощно интересен и да напоменеме дека е многу масовен, многу масовно публика доаѓа и овде се надпрeva карактеристично тоа што една борба може да трае до 40 до 50 минути, па некогаш и до 1 час. Так. Значи, овде треба сериозно да сте подготвени доколку сакате да победите. Значи физички за да се може да се издржи. И физички и психички мора, бидејќи не е одреден во борењето 2 рунди по 3 минути, вкупно 6 минути. Так. Овде може да трае борба, јас лично сум имал најмногу саат и 15 минути. 1 час и 15 минути ми е рекорд за една борба во пиливанското борење, што бара исклучително ментално и физичка подготвеност. И сега кога спомнавте, ете дека ќе го има во Штип, ќе имаат можност Штип па и околината нели да дојдат да присуствуваат да гледат. Каде најзастапено пиливанство во Македонија? Знаеме дека во Тополници има таков фестивал, имаме по некои струмички села, во западниот дел е доста популарно. Да. Имаме и во источниот дел, меѓутоа се многу ретки и многу мали тие настани во споредба со оние кои се одржуваат во регионот на Скопје и во западниот дел од нашата татковина. Таму кај е поголема масовност. Тие одбројуваат кога се одржува таков настан. Так. Едноставно тоа представува спектакл за локалните жители. Тие се обседнати, дури најчесто диаспората го организира. Кога си доваѓаат летно време, Така. тука тие на нив им фокусот над преварите во пиливанското борење и го организираат нивниот престој кога ќе има борење тогаш да бидат присутни во Македонија. И сега едно прашање, спомнавме дека има интереси за пиливанство, има интереси за борењето. Вие сте професионалец, професионален спортист во овој спорт. Може да се живее од аспект на финанси со борењето во Македонија? Ако направиме на компарација па и во минатото, во времето на Шабан Трстена и на Чедо Николовски, со ова сегашно време? Компарација од моите почетоци до моменталните услови се многу различни. На моите почетоци
да нагласам дека ние трениравме во ускудни услови. Често знаеше да се случи да нема струја во салата кај што тренираме. А сепак да се тренира. И ние дури тренерот ќе рече денес нема тренинг, немаме услови, нема тренираме. Ние успеавме да го убедиме тренерот дека ќе тренираме на темно. И тоа можеби за некој звучи како апсурд, но ние сме го правеле тоа. Така. Ние сме се пресобликувале, излегуваме надвор да трчаме, да спортуваме на отворено, додека да се уклучи струјата. За разлика од тогашните услови, сега можам да слободно да кажам дека има многу подобри услови, има стипендии, има спортски ваучери кои ги доделува државата и треба да бидат навистина голем поттик и мотивација за младите, бидејќи во денешно време може да се живее, Така. но во минатото Тешко. многу тешко. Немаше ниту стипендии, нити спортски ваучери, нити доживотна пензија. Наспротив, сегашното време, сите тие услови се достапни, доколку поседувате врвни резултати. Така. Спомнавме атак на 17-та титула. Како подготовките и што практично може да очекуваме тука за да се освои таа 17-та државна титула, што ќе биде веќе еден голем рекорд. Ми се чини дека Челе Николовски има 13, вие ако освоите 17, рекорд кој што и претходно кажа дека барем во следните можеби 20-30 години тешко дека некој би можел да го сруши. Така, подготовките се веќе во завршна фаза. Сега останува уште регулирање на телесната тежина. Знаеме дека кај нас е многу често да регулираме тежина, бидејќи настапуваме во одредна категорија. Така. Интензивните тренинзи, контролните борби се веќе минато. Сега останува само формално да ги обработиме овие 3 до 4 тренинга кои ни преостануваат до престојното државно праенство и се надеваме на добар успех и дека ќе представиме нашиот клуб и нашата општина во најдобро светло. Каква е конкуренцијата? Конкуренцијата, како што напоменав, ќе биде доста силна, бидејќи ќе имаме мислам 6 натурализирани руси кои настапуваат за Македонија, ќе настапат и тие. Исто така сакам да ги напоменам младите борачи кои се гладни за резултати и за успех. Така. И тие, значи ќе имаме комплетна конкуренција од млади кои се желни за успех, повозрасни, искусни и натурализирани руси. Так. Што значи дека во секој случај ќе има интересни борби. Значи затоа е уште еднаш да ја повикаме публиката да дојде да даде апсолутна поддршка пред се затоа што е во Штип. Да се даде поддршка и како ветер во грб од трибините да се оствари уште еден голем успех и да се дојде до таа 17-та титула што ќе биде апсолутен рекорд. Ќе ве навратам пак на почетокот, кажавме првата е 2005 година освоена титула. Сега пред точно 20 години. Значи веќе ако зборуваме, точно 20 години борба за 17-та титула. Од прва до втора и така натаму како од годините, верувавте ли во себе се повеќе дека може да стигне тоа еден ваков голем успех? Ако на почетокот изгледало сето тоа невозможно како млад спортист. Да. На почетокот не сум ни помислил дека можам да постигнам такви резултати, но како одминуваше времето, титулите се редеа и не бев свесен за тоа, додека не добив податок од некој од новинарите, дека имаме израмнети титули со Чедо Николовски и со Шабан Трстена, мислам. Ми реков да бидеш израмнет со тие легенди на македонското борење, за мене мотив плюс во кариерата. А фала му на Бога, бев здрав, телото ме слушаше, успеав да пребродам некои ситни повреди, имаше некоја посериозна повреда и кога ги надминав, решив дека можам уште да се надпреварувам. Така. Вербата од ден на ден беше се поголема, искуството беше на моја страна, бидејќи бев највозрасен во категоријата во која настапувам и сето тоа како спонтано да дојде до таа бројка од 16 титули, но на што сум посебно горд. Така. Спомнавте повреди, кои се можеби и некои предизвици кои што сте имале во самата кариера? Сакам да ја информирам јавноста дека борењето не е груп спорт, како што имат предрасуди одредени луѓе. Така.
Јас моите повреди се биле бизарни. Од фудбал и од мотор. Така. Од борењето јас не сум имал повреда никогаш до сега. Сето тоа е било некои бизарни повреди што така требало да биде. Така. Едноставно се случило, но конкретно од борењето кога земе за компарација ракомет или фудбал, знаеме дека секојдневно поради повреда не настапува тој играч, поради повреда не настапува. Во борењето има повреди, не дека нема, меѓутоа се многу поретки за разлика од другите спортови. Так. А одредени луѓе имаат предрасуди, затоа ве охрабрувам слободно да тренирате. Јас научив на еден семинар со добро загревање, со добар пристап кон тренежниот процес, веројатноста за повреда е сведена на минимум. Така. Тоа го научив од искусни луѓе кои го водеат тој семинар, кои имаат трудови напишано позади нив и се придржувам колку што можам за тоа и пренесувам на младите генерации да внимаваат на тоа, бидејќи здравието е најважна работа, без разлика, кариерата да, меѓутоа Така. здравието На е прво нешто место. што нема цена и секогаш копнееме да сме живи и здрави. Така. И сега во финишот на самата емисија, може би многу мина ќе се мотивираат, пред се од младите ќе сакат да започнат со овој спорт. Какви се почетоците, која е може би некоја идеална возраст за да се започне со овој спорт? Најдобра возраст е 7 години. 7-8 до 9 години е најдобра возраст каде што може да се започне со тренинг во борење. Но јас сум сведок на олимписки шампион кој почнува да тренира на својата 19-та година. Тоа е многу ретко, но има таков случај во соседна Бугарија. Човек кој тренира друг спорт на 19 години почнува да тренира борење и станува олимписки шампион, што е Редок исклучок. феномен, Така. феномен. Меѓутоа моја препорака е за младите генерации после 7-та година може слободно да се запишат на борење, да тренираат и да уживаат во привилегиите кои ги нуди борењето како спорт. Кој беше вашиот идол, може би, кога сте започнали со борењето? Мојот идол беше покојниот Маријан Нумов. Од него учев, посакував и копнеев да бидам како него, бидејќи кога се бореше тој, и јас се борев на трибините со него. Така. Подскокнував, навивав за него и многу од моите успеси и златни медали ги имам посветено точно токму на него, на мојот идол Маријан Нумов, кој за жал прерано почина. И сега на порака до крајот и како успешен спортист, професионалец во овој спорт, сте били спортист на избран или за најдобар спортист на град Штип, која би била вашата порака до младите генерално? Не мора само за борењето, ете општо да ги насочиме кон спортот, да се изградат како правилни личности. Мојата порака, ќе ја повторам, сум ја кажал и многу пати во мои гостувања интервјуа, да се заложиме ние возрастните, да ги насочиме младите кон салите, кон игралиштата, да ги отргнеме од пороците, бидејќи знаеме дека секојдневието околу нас и општеството се гуши во пороци. Земат се поголем и поголем замав. Затоа ние како повозрастни сме должни да ги насочиме на прав начин, на спорт, бидејќи знаеме во спортот може да добиеме само бенефит. Во здраво тело, здрав дух. Така. Ќе се заблагодарам многу за одвоеното време за гостувањето, многу среќа во понатамошен дел од кариерата и да се надеваме дека ете Штипини ќе дојдат и ќе можат да ве бодрат и на крајот да се радуваме заедно уште една 17-та титула и да продолжи тој рекорд на успех на низа. Ви благодарам пред се надевам дека ќе имаме и други прилики да споделиме пред се успешни настапи, резултати и верувам дека ќе бидеме пак амбасадори како на нашата општина, така и на Република Македонија со цела афирмација на нашата ковина и нашето општество. Така, ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова беше се од денешното издание спортскиот магазин Трибина. Останати понатаму со програмата на Емнет телевизија.